Балканска тура на која ќе одат французи, германци и англичани се очекува да трошат од 30 до 50 милиони евра во Скопје и Охрид, со што за 10 до 15% ќе се зголеми сегашниот број на туристи во нашата земја. Премиерот Христијан Мицкоски најави 35.000 туристи кои од февруари следната година ќе одат на балканска тура која започнува во Скопје, Црна Гора, Албанија, Охрид и завршува со 2 ноќевања во главниот град, според аранжманот што го предвидува германската туристичка компанија РСД, со која владата постигна договор. Според договорот на владата, по еден авион дневно ќе долетува со туристи од овие европски и други западни земји, со што се очекува во државава дневно да доаѓаат по 190 нови посетители. Новие 35.000 гости, бројот на ноќевања кои што ќе ги имаат представува практично од 10 до 15% од вкупниот број на ноќевања кои што ги остваруваат странските гости во овој момент кај нас. Што значи дека ние ќе имаме додадена вредност од само една туристичка агенција од 10 до 15% повеќе споредено со тоа што е состојбата во овој момент. Јас навистина можам да го кажам задоволството од страна на владата, бидејќи сепак да имате директна кеш ликвидност во економијата од околу 30 на милиони или вкупно со се сместувачките капацитети, со се транспортот од 50 на милиони годишно и да имате околу 140.000 нови ноќевања, тоа навистина представува значителен успех и ние како држава преку програмите кои што веќе ги имаме воспоставено, планираме ова сериозно да го поддржиме и во периодот кој што следи да го зголемиме, зашто да не го дуплираме или триплираме. Според најавите на премиерот, германската компанија има намера да развива културен туризам, а Македонија да ги покаже културните капацитети во Охрид и во Скопје. Како што беше соопштено на владината пресконференција, самата агенција има повеќе од 1 милиарда евра годишен обрт и покрај туризмот се занимава со маркетинг, енергетика и комуникации. Премиерот е оптимист и порача дека Македонија треба да понуди сместувачки капацитети кои ќе бидат атрактивни за овие гости, за во иднина да се дуплираат посетите и да придонесат за развојот на туризмот и воедно на економијата во државата.